Госпоѓо Бошковска, ве снимам во моментов, вие сте на Бале, во Хрватска. Дали ја слушнавте пресконференцијата на специјалното јавно обвинителство Катица Јанева и незиниот тим? Кои се вашите впечатоци, ве молам? Па да, ја слушнавме пресконференцијата и бевме изненадени од целиот постапка што беше конечно покрената и што правдината ќе си дојде на свое место, што ја исчекуваме веќе 5 години после ова апсење. Обвинението под име тортура е предмет кој го води специјалното јавно обвинителство. Се работи за операција на МВР за лишување од слобода. Кога велам операција на МВР, мислам на МВР на кое начело беше Гордана Јанкуловска. Значи, за лишување од слобода на вашиот сопруг, Љубе Бошковски, поради сомневање дека извршил кривично дело злоупотреба на средствата за финансирање на изборната кампања. Но, што се однесува до тој план кој се опишува во актот на специјалното јавно обвинителство, се вели дека заради одмазда према оштетениот поради политичките пораки кои му ги упатил на првоосомничениот Љубе Бошковски во текот на изборната кампања, ги навел полициските службеници задолжени да го извршат лишувањето од слобода и за време на лишувањето да предизвикуваат душевно страдање. Подоцна се објаснува дека директно било понижено човечкото достоинство и бил дискриминиран по политичка основа. Па, нажалост, тоа е све точно, бидејќи ние уште тога знаевме и го чувствувавме све тоа. У целата постапка кажувавме дека е наместен, бидејќи немаше уште ни резултати, нели, после кампања, ако се сеќаваме, уште не беше ни завршена вториот круг на кампања, така да тоа све беше у постапка. Еве има, да, во делот на образлогањето од страна на Фатиме Фетај, обвинителката Фатиме Фетај, се вели дека Љубе Бошковски бил малтретиран, застрашуван и навредуван. Таа и цитираше со кои зборови, со вулгарни зборови и пцовки кон мајката на Љубе Бошковски, сопругата, значи вас и децата. И во еден момент, третоосомничениот му ставили пиштол на левиот образ, се вели во образложението, упатувајќи му ги зборовите бел ден да не видиш. Кои се вашите сознанија за начинот на кој беше апсен вашиот сопруг Љубе Бошковски? Стварно беше брутално апсен, после месеци нешто он не можеше да дојде самиот на себе у затворот, беше под голема лечничка контрола и под нон-стоп инекции и таблети, беше под големо обезбедување, кое што беше исто донесено специјално од затворот од Штип за Љубе. Тамо не му беше дозволено да излага на тие сат време кои што ги добиваат. Беше посебно пуштан на шетња. Од полицајците беше исто и тамо малтретиран со зборови, со увреди. Па имаше долго време, сега точно не се сеќавам, ние со Панчо отидовме на посета, он уште беше целиот модар на раците, кај што лисиците му ги стегале. Позади на кичмата кај што беше газен, тоа му беше исто модро долго време. Да. Велите дека тортурата била продолжена и додека бил во затвор Љубе Бошковски? Да, на психички, да. Физичко малтретирање? Физичко не, али психичко да. Долго време тамо му спроведува исто психичко малтретирање. Да, дел од обвинението се однесува. Еднаш и прием кај директорката на затворот, така да она нешто кажа, али не кажа ништо паметно и со законот на Македонија, бидејќи они нели го почитуваат законот. Да. Добро, што се однесува до заштитениот сведок, имаше контроверзни информации врз основа на изјавите на заштитениот сведок, всушност и беше воден целиот судски процес. Имате ли информации кој беше всушност заштитениот сведок? Па да, имаме сознание и тоа и цела јавност мислам го знае во Македонија, ама тоа не беше заштитен сведок, него тоа беше сведок провокатор. За кого стануваше збор?
само да му се осветат на јубе, Да. за да биде малтретиран. и Кој беше побиван. заштитениот Да, сведок? да. Кој беше заштитениот сведок? Тоа, мислам дека во оваа поставка не ви го коментирам. Не смее да се открива неговиот не смее идентитет. да се каже, да, Да. идентитетот. Добро. А кои ќе бидат след... Познат у јавност, али е познат у кругови низ Македонија. Да. Кои ќе бидат следните чекори кои ќе ги преземете, иако за нова ќе говори и адвокатот на Љубе Бошковски, но вие очекувате и пресуда од Страсбур. Да, ја очекуваме пресудата, но се уште немаме резултати што ќе се случи, али и таму очекуваме исто, мислам Јубе очекува исто позитивно да биде донесена одлуката и да не е ни битна одлуката, него да дојде правдината на свое место, зашто у почетокот ние исто кажувавме дека не е виновен и дека тоа е намешталка, никој, мислам одреден број на луѓе не веруваа во тоа. Сега е најбитно да дојде вистината да добие свое светло. Да. Вие и кога беше затворен Љубе Бошковски, говоревте дека имате притисоци, дека ви се закануваат одредени структури, ако не сакавте да откриете за кого станува збор. Па да, заради безбедноста на децата не ќевме и затоа се повлековме нели у Хрватска, кај што вамо им е помирно за нивна безбедност во тоа време. Се соочувате ли сега уште со притисоци, со закани, со уцени, заплашување? Сега не. Така да уште сме вамо, али бевме сега месеци нешто во Македонија и немавме никакви закани. Како се чувствува вашиот сопруг во затвор? Вие постојано секојдневно предпоставувам дека комуницирате на некој начин? Еве денес уште не сме го чуле, но го очекуваме секој момент да ни се јави кој ќе довие слободно тамо. Да. За да може да комуницира со нас. Да. Добро, јас ви благодарам многу за овој разговор. Фала, до гледање и поздрав.